Благодарам. Прво сакам да прецизирам дека јас не сум советник на председателот Иванов, јас сум член на Советот за меѓународни односи кај председателот. Мислам дека видовме на убава ретроспектива. Тоа што се повтори во минатата година во Брисел околу почетните датумот за преговорите ќе се повторува. Се додека не расчистиме со некои работи. Мислам дека за да се зборуваме квалификувано за што се работи, мораме да огледаме проблемот во неговата целина. До распадот на Југославија, Грција не ги признаваше македонскиот народ и македонскиот јазик, ја признаваше државата. Значи, се до распадот на Југославија, генералниот нивни конзулат во Скопје комуницираше со нашата влада, како влада на Социјалистичка република Македонија. Името не беше проблем. Името стана проблем во моментот кога беше јасно дека Југославија се распаѓа. Чим се распаѓа Југославија, ќе имаме нова македонска држава, целосно независна. Тоа значи дека македонизмот ќе дојде на дневна маса, на дневен ред, ќе биде реалност. Значи, Грција не признава македонски народ, све што е македонско кај нас, јазик, култура и така натака, и сега се наметнува од почетокот на 90-те години името. Затоа што името е символ на народот. Со промена на името, кој е главен и основен символ на идентитетот, се менува идентитетот. Не може да се го смените името да се останете тоа што се биде. Тоа е избришено, нереално, невозможно, разбирате. Значи, проблемот на името мора да се гледа во контекст на трите клучни проблеми кои ги има Грција со нас. Нација, јазик и култура, историја и све, и името. Сите напори сега што ги прави меѓународната заедница да не увери дека станува збор само за името, а другото било настрана, се шарена лага, проштавите на изразот. Тоа не е уверливо, не може никога да уверат. Напротив, Грција сака со промена на името да го затвори македонското национално прашање. И за жал, ужива широка поддршка. Значи, нашето настојување треба да биде да го тоа извадиме од контекстот само на името и нели готово завршена приказната. Не е завршена приказната. Од самиот почеток е тоа, од 91 година. Не е тоа ново сега измислено тие 8 точки на Василакис во Њујорк, разбирате. Тоа не е, тоа е старата приказна. Значи, ние мораме да сватиме дека и да пласираме дека со промена на името отиде македонщината кај нас. Ке се појават новите македонци, од нив измислени во Грција. Затоа, ова што сега го слушаме дека ќе циркулира како одеден предлог, во кој вели дека на државјанството, на англиски nationality, тоа значи нацијата, народноста, разбирате, ќе било од поранешната, односно од Северна република, Северна Македонија. Јазикот го менуваат. Преведен јазик македонски е смешен. На англиски ќе кажете, do you speak македонски, ќе ве гледаат бледо сите, нема да ве разбираат. Ќе возбогатиме англискиот јазик. Тоа ли е цел? Значи, де факто сега се отвараат сите конци дека не се работи само за името, се работи и за идентитетот, и јазикот, и се. Ако на Франција вие го смените името на државата, еден огромен француски народ од 60 милиони, нема да биде истиот. Ќе биде северно-француски или, не знам, северно-западно-югоисточен, нема да има француски народ. Официјално, разбирате. А што не веруваат дека нели никој нема да ве вие си сте што си сте и ќе си останете тоа што си сте. Дома да. Не може да ни истребат. Не може да ми каже дека не сум македонец? Не може. Вас не може. Никој нема да му каже. Меѓутоа, за сите други нема да биде македонци. Не се признаваат, мислам, идентитетот, народот, јазикот. Не се признаваат, али се прифаќаат, се почитуваат или не. А нас не ги прифаќаат и не ги почитуваат. Значи, ние дома ќе се останеме македонци и полека тоа ќе се дерогира. Разбирате? Или ве прифаќаат, другите не ве прифаќаат. Ако не прифатат, приказната е завршена. Со текот на времето, тоа ќе се бледне, ќе се губи и на крај и сами ќе почнеме да веруваме дека сме северно македонци, не знам как. Значи, суштината е поширока. Сите уверувања дека името се менува на идентитетот и јазикот се чиста шарена лага. Така. Која е перспективата? Велите дека ние не знаеме што сакаме и немаме став околу името.
Го имаме, апсолутно. Ние се браниме себе си. Зашто, мислам дека се служувате, промена на името значи промена на идентитетот. Тоа е и теоретски, и практично, и прагматично така. Затоа не може да поминат две имења во обете нации, и дури да се согласиме ние, бидејќи барањата на грчката страна се поинакви, други се, разбирате. Нив не им пречат името на државата луѓе, на Грција и пречат македонците и све македонско кај нас, кој ќе разбереме тоа, све други ќе биде полесно. И нивниот проблем не е едноставен, не е измислен, како што многу тврдат. Излезното решение. Дозволите, значи не е измислен. 100 години тие ги едуцира сите своји генерации, не македонци, како одвоен идентитет. Се не може преку него да им кажат има. Јас ви кажам, тучка на плажа во Аспровалта пред 80 и не знам која година, една жена таму која не праша, не е важно другото све како се одбиваше, која не праша што сте македонци од Македонија, скокна, почна да вика, цела плажа се сврти. Нема Македонија, овде е само Македонија. Пред 25 години, 30 години тоа скоро ќе биде, разбирате. Тој проблем е длабок и не може да се реши преку ноќ. И ова главното прашање го допревте дека не стои само Грција зад проблемот. Тоа мислам, ние се залажуваме дека ние имаме проблем само со Грција. Многу пошироки интереси стојат за тоа. На главните сили во светот, разбирате. Регионот уште не е дефинитивно спастрен, што би рекле во ресен. Разбирате. Многу опции се во игра. И најлесно е на македонски начин да се тоа реши, на македонската нација, разбирате. Меѓутоа, да не забораваме, со промена на името, сега не ни признават нацијата и јазикот и све друго, не ни признават Софија, официјално, има и други. Софија и Атина. Во моментот кој ќе променим името, сите нема да го признаваат тоа. Ќе имаме нова. И име, и јазик, све. Сакали неки да ние, разбирате? Значи, тоа ќе се прошири. Нема, ние да што да се договориме обете нации. И резолуција донеса, не знам каква, дека Македонија може билатерално да го тера името. Уставно со другите земји. 4, 5, 10 нема да останат. Сите други ќе оприфатат новото. Тоа си е прагмата во мигрантите односи која не прашува сакам не ќам. Се оди по својата логика која е со стотици, да речем, 1000 години стара, разбирате? И во моментот кој ќе го смениме ни името со наша согласност, името никој не може да не го промени. Ако ние не се согласиме. Ако ќе се согласиме на промена името, све друго што ќе се случува сме го заслужиле.